Денеска заедно со нас овде во студиото на Угада FM е Жарко Арсовски, каратист, веројатно многу добро познат на нашите слушатели и на нашите гледачи. Жарко, добре дојде во студиото на Угада FM. Благодарам, добро ве најдов. Тука сме да зборуваме нормално за убави работи, за успеси кои што ти постигнуваш. Последен надпревар на кој што се надпреваруваше во Салцбург, Австрија, кој што знам. Така. Што се случи там? Во Салцбург, Австрија, тоа е последниот Final Grand Prix турнирот, она е една единства прва карате 1 премиер лига, каде што завршив како 9-то пласиран и со тој пласман во генералниот пласман за 2014 го освоив одличното прво место на светската ранг листа и завршив како најдобар за 2014. Ова е еден од моите поголеми успеси за мене. Беше доста тесно со зборам во однос на бодовната разлика, со однос на другите мои противници, но сепак освојувајќи го Парис Опен од месец јануари, тоа е првиот турнир и најмасовен кој што се смета како турнир со најмногу бодови кој што носи од премиер лигата, тоа ми придонесе многу за да го освоам ова прво место. Така, што значи премиер лигата и прво место во премиер лигата? Премиер лигата во карате спортот е исто како можам да го споредам со тенисот во АТП турнирите, кај што се надпреваруваат тенисерите. Нормално нели каратето не е толку, како да кажам, толку познато, затоа сега и нели објаснуваме. Да. Тоа е исто, само единствена разлика е што во каратето се рачунаат од година за разлика нели од тенисерите, значи за 2014 сум јас најдобар, веќе од 2015 од месец јануари сите почнуваме со бодови 0. Значи, од кои турнири се собираат бодовите за оваа премиер лига? Прв е Парис Опен во Франција, втор е Ротердам Опен во Холандија, трет е прв пат оваа година беше турнирот во Лашко во Словенија, потоа следува турнирот во Окинава, Јапонија, потоа има исто така премиер лига во Џакарта, потоа следува во турнирот во Истанбул Опен, после Истанбул Опен до Германија Опен, тој се менува некогаш во Франкфурт, некогаш во Хамбург, и последен фајнал турнир е во Салцбург во Австрија. Така, која е на оваа листа, кои се твои најголеми конкуренти, да кажеме, од кои држави? Најголеми конкуренти е турскиот репрезентативец и актуелниот светски првак Енес Еркан, германецот Джонатан Хорна, холандјанецот Шепард, италијанецот Стефано Манискалко, тоа се се големи имиња што имаат светски медали и кои што сите во меѓусебни дуели некогаш ги јас победам, некогаш тие ќе победат, меѓутоа тие сме некаде околу 10 надпреварувачи кои што се менуваме на оваа листа, кои што сме најдобри во последните неколку 5-6 години и во главно се тие моите најголеми конкуренти. Така, колку ова значи за македонското карате овој твој успех? Ова е голем резултат за македонското карате, исто така и за мене една сатисфакција за понатамошни успеси. Значи, јас сум само петиот каратист во Македонија, знаеме колку каратисти има Македонија, колку е масовен карате спорт во Македонија. Само петиот каратист кој што има освоено оваа премиер лига. Голем успех за мене, за мојот клуб, за карате клубот Штип, за универзитетскиот карате клуб, кој што исто така ние го представуваме и се надевам дека ќе биде голем стимул за моите ученици, за моите партнери, спаринг партнери што тренираат со мене исто така да продолжат со овакви големи успеси. Да биде ним мотивација да. Тоа. Го спомена клубот на Угада, сега таму си тренер, колку луѓе моментално брои овој клуб и може ли да напоменеме кога веќе сме овде некои од успесите на клубот на Угада? Морам да кажам дека универзитетскиот карате клуб е еден од можеби најуспешните клубови во Штип, затоа што покрај државните правенства кои што редовно ги освојуваме, значи ние сме познати по европски и светски врвни резултати, каде што јас сум двократен европски универзитетски првак, еднаш бев трет, Емил Павлов е 2 пати трет на светско универзитетско првенство, јас еднаш бев трет на светско универзитетско првенство. Таму само универзитетски клубови се надпреваруваат. Таму само универзитети. Значи универзитетите ги прават своите
своите екипи, тоа се репрезентативци од актуелните државни репрезентации, луѓе што не се постари од 28 години, настапуваат за универзитетските екипи, настапуваат преку 100 универзитети од целиот свет и можем да кажеме дека Универзитетот Гоце Делчев е доста познат меѓу тие универзитети, доста поголеми универзитети од нашиот, меѓутоа кога ќе дојде збор за нашиот универзитет, тие се мислат како ќе работат со нас, не им е баш едноставно. Исто така тука треба да се спомене резултатот и на Сашко Патраклиев, кој што исто беше трет на светско универзитетско, и исто така многу други резултати во поединечна и екипна конкуренција. Така, колку луѓе сега брои клубот и има ли заинтересираност од младите, од студентите да членуваат? Клубот е буквално од сениорски надпреварувачи, значи секој што брои околу 7-8 членови. Моментално јас нели бев надпреварувач до минатата година, сега сум тренер затоа што имам 29 години. Тука е Емил Павлов како најуспешен, Ристе Додевски, тој веќе е понов член, Сашко Патраклиев, Горан Иванов, Никола Рилак и многу други. Так. Значи тие се собираат, јас ги собирам членовите од сите штипски официјални клубови, кога ќе има нели европско или светско универзитетско првенство, заедно одиме со помош, нели огромна помош на Универзитетот Гоце Делчев, кој што не ги покрива буквално сите трошоци. Так. Кои се следните надпреварувања кои што го чекаат клубот на Универзитетот Гоце Делчев најпрви? Моментално турнирите за универзитетскиот карате спорт завршија, се вративме, знаеме, со огромен резултат од Емил Павлов, трето место на светското универзитетско првенство. Сега чекаме во март или април да дојде државното универзитетско првенство и потоа се спремаме за балканско и европско универзитетско првенство во наредната година. Тие обично се случуваат во летниот период, јуни или месец јули. На личен план, сега ти не се надпреваруваш за клубот на УГД, но лично се надпреваруваш, кои се следните твои? Еве, викендот одиме на балканско првенство по прв пат во Македонија, се одржува во градот Охрид. Заедно со нашите репрезентативци, имаме доста репрезентативци од Штип, ќе настапуваме да ја успешно се надевам да ја представиме нашата држава на балканското првенство. Потоа на 5 ноември имаме светско првенство, каде што јас ќе настапам во екипна конкуренција, Емил Павлов во поединечна. И со тоа завршува турнирите за 2014. Почнува оној циклус за европско првенство во месец март. Значи циклусот за европско првенство за избор за репрезентација почнува од токму овој турнир од Премиер лигата во Парис Опен. Имаме државно првенство, имаме Ротердам Опен во Холандија. Ако освоиме добри резултати, се надеваме дека ќе влеземе во репрезентацијата на Македонија и на европското да повторно да израдуваме со некој добар успех. Така, ти благодарам за разговорот и посакувам многу успех. Благодарам на вас.